Во Занаедчискиот дом денеска се одржа свечена академија по повод Денот на македонскиот литературен јазик. Настанот со кој се одбележува 81 година од кодификацијата на македонскиот литературен јазик го отвори писателката Оливера Ќорвезировска, како автор на годината и добитник на наградата Роман на годината за делото Три Марии. Денот на македонскиот јазик 5 мај се одбележува официјално од 2019 година во чест на решението на Народната влада на Федерална Македонија од 1945 за освојување на азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо, откако на заседанието на АСНОМ во 1944 година македонскиот е прогласен за официјален јазик во целата република. Македонскиот јазик е кодифициран и стандардизиран и со озаконувањето на првиот правопис на 7 јуни 1945 година. Дел од пригодната културно-уметничка програма беа ученици од општинските основни и средни училишта, кои учествуваа на литературниот конкурс по повод Денот на мајчиниот јазик. Настанот е во организација на Фондацијата за култура и спорт, под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Трета година поред се одржува оваа манифестација. Сакам да прерасне во традиција, да продолжи после нас. Годинава за прв пат распишуваме литературен конкурс на познатата фраза од Конески "Јазикот е нашата татковина". Имаше голем одзив од страна на учениците, како од основните, така и од средните училишта. Фондацијата за култура и спорт успеа и општина Куманово успеа да одвои средства за овој настан, да ги награди првите 3 места од сите категории и од основни и од средни училишта. Ние сме задоволни како професори, ги вреднувавме, сметам реално, и сакам до година да биде уште помасовно. Особено ми пречат странските термини за кои што ние имаме богат јазик, жив јазик, и особено ми пречи, дури да кажам ме инервираат кога употребуваме такви зборови кои што не ги разбираме, за кои што ни треба речник за да ги протолкуваме. За секоја фраза, за секој израз, македонскиот јазик е толку многу богат јазик што имаме израз да употребиме. Тоа на прво место младите, како тие комуницираат меѓу себе, со некои чудни кратенки, со некои чудни зборови, кои што понекогаш морам да ги потпрашам, а што е тоа? А што сакаш да кажеш со тоа? Не знам дали толку многу добро го негуваме и владееме македонскиот литературен јазик, затоа и решивме да му дадеме малку поголемо значење на овој ден, односно денот на македонската азбука, на македонскиот јазик, за да дадеме до знаење колку значи еден литературен јазик за еден народ и во споредба со другите народи како ги слават своите културни вредности, мислам дека е редно да почнеме и ние малку поинаку да ги чувствуваме и да ги доживуваме тие моменти во нашиот секојдневен живот, а посебно тоа се однесува на нас како просветни лица, како оние кои што треба да ги учат учениците што значи македонски јазик, односно мајчин јазик на еден народ, дека тоа е можеби едно од основните обележја на еден народ. Сите ние, значи, сме исти како луѓе, меѓутоа се разликуваме токму по јазиците. И затоа мислам дека треба малку повеќе да се обрне внимание на тоа како се употребува, значи во сите сфери, и во науката, и во образованието, во културата, новинарите исто така, просветарите, за да им направиме еден вид на навика и потреба на децата да го негуваат и да го употребуваат, практикуваат секој ден. И да си го ценат како нешто што навистина треба да го знаат, како нешто свое. Јазикот е жива материја, граматиката, азбуката не се менува, речникот да се менува, ги следи, значи, сите тековни промени, лексиката е нешто што постојано се менува и е богатство од повеќе, нели, зборови кои што доаѓаат од различни извори. Така што со текот на промената на техниката и науката, на нашето секојдневие доби многу нови зборови, кои што ние не треба да ги игнорираме, тоа е многу јасно. Ама мислам дека претеруваат, значи, генерално посебно младите генерации, како некако тоа и странското, туѓото да е поубаво, па мисля дека и помодерно на некој начин. И кај треба и кај не треба ги употребуваат. Ние имаме интернационални зборови, сите, значи, јазици имаат интернационални зборови и тоа е во ред. Меѓутоа, англизмите некако стана како некоја мода, како некој тренд кај младите и
Јас лично немам ништо против. Значи, јас работам со младите и јас си учам од нив многу и ги прашам што значи тој збор, ама мислам дека кога може да се употреби некој соодветен македонски збор, нема потреба толку многу да се нагласува и тоа гледам на секаков начин да им го покажем на учениците и да јас да примам нешто од нив, меѓутоа и тие да ги задржат основните вредности, да се знае што треба, што не треба, што може, што не и до кај може. Мојата порака на овој ден е многу важно што сме во Куманово и нашиот дијалект е многу специфичен, велам нашиот бидејќи јас потекнувам од овој град. Но стандардниот јазик секогаш треба да биде во една сериозна преградка со дијалектите, тие не се непријатели, туку се нешто органски поврзани. Така што сметам дека одбележувањето на овој значаен ден токму во Куманово е една многу убава порака на генерациите, порака за припадност, дека нашиот дијалект е дел од големиот систем на современиот македонски јазик и дека сите треба да придонесуваме за него, да биде што подобар, да го зборуваме во најдобро светло и да го слушаме првенствено. Не треба да ги напаѓаме младите многу, всушност не треба никогаш да ги напаѓаме, бидејќи јазикот е жива материја и природно е да се менува. Дури и мојот јазик од пред повеќе децении во однос на сегашниот современиот јазик е различен, тоа се нормални процеси. Не треба да се браниме од странските зборови, тие доаѓаат, се обидуваат да се вдомат во нашиот јазик, ако најдат свој јазичен еквивалент, нормално остануваат како што треба, ако не остануваат како странски, тоа не е страшно. Страшно е што не се грижиме доволно за јазикот во смисла да настојуваме да го дадеме најдоброто од нашето знаење на јазикот при пишувањето. Одбраната не е ова време на пуризам 21 век, нормално е да има странски зборови, но едноставно нема специјална порака да го сакаат нашиот јазикот и нашиот јазик со него можеме да изразиме се. Младите мислат дека не можат, меѓутоа може, со нашиот прекрасен јазик можеме да изразиме апсолутно се што чувствуваме, што мечтаеме, што сакаме. Ниту мисијата на Кирил и Методи, ниту пак исцрпувачката просветителска работа на Климент и Наум не била лесна, но била пресудна за формирање на македонската нација, која и ден денеска се гордее со првото словенско писмо, со првиот старословенски литературен јазик. Професори мои почитувани, професијата ви е мисионерска и не давајте колку и да е јазикот жива материја да се изобличи пред напливот на интернационализми, на жаргонизми и на сленгот. Јас искрено се плашам колку и да сум ин, а не аут, веќе не ги разбирам младите. Не ги разбирам што пишуваат, не ги разбирам како говорат. Од една страна ми е мило што сите млади се разбират меѓу себе на тој јазик. Сепак инсистирам, секој млад македонец да знае за значењето на Кирил и Методи, за Охридската книжевна школа, за Миладиновци, за македонските работи на Мисирков, за Радзин, бидејќи тие ни се татковината, тие ни се јазикот, како што вели Конски. И секој македонец треба да се гордее со своите предци, да им го цени делото, трудот, личната жртва дадена за повисока цел. Бидејќи да не биле тие самосвесни, никогаш ние не ќе имавме национална свест и гордост. Затоа азбуката, граматиката, правописот, речникот на Конески, иако не се во камени склесани, за нас нека се останат Библија.